Добар ден, драги ученици. Јас сум професор Елена Маневска-Станојковска, наставник во Средното општинско училиште гимназија Гоце Делчев во Куманово, наставник по италијански јазик. И денеска за денешната лекција јас ќе ви објаснам за и околу посесиви, односно присвојни придавки. Што ни се тоа посесиви? Првенствено ќе видиме кои форми ги имаме, зашто станува збор кога ќе се каже и посесиви. Како и сите граматички категории во италијанскиот јазик, така првенствената поделба која што се прави кај посесиви, тоа е на машки и на женски род, и исто така имаме поделба и на еднина и на множина. Првиот слајд кој што го гледате вие сега пред вас, ви се формите за еднина, значи синголаре, и имате подподелба маскиле и феминиле, значи машки и женски род, кои што си имаат засебни форми кога станува збор за присвоените придавки. Сега една по една ќе ги видиме сите кои се формите за еднина, а подоцна ќе преминеме и на формите за множина. Формите за еднина, машки род, значи маскиле синголаре ви се il mio, il tuo, il suo, il nostro, il vostro, il loro. Формите за женски род еднина, односно феминиле синголаре, vi se la mia, la tua, la sua, la nostra, la vostra и la loro. Подоцна, кога ќе го објаснуваме присуството на определениот член кој што го гледате дека е присутен пред секоја присвојна придавка, односно во машкиот род тоа е членот il, за женскиот род тоа е членот la, тогаш ќе се навратиме повторно на овој слајд за да ги разгледаме поединечно членовите и да видиме дали и кога истите треба да се употребуваат. Сега ќе преминеме на формите за множина, односно плурале, повторно поделени на маскиле и феминиле, значи и формата за множина повторно си има своја поделба на машки и на женски род. Така да, формите за маскиле плурале ви се и miei, и твои, и своји, и nostri, и vostri, и loro, и за феминиле плурале, односно женски род еднина, формите ви се le mie, le tue, le sue, le nostre, le vostre, le loro. Како и во претходниот слајд, еве пак ќе се навратиме на слајдот, гледате дека членот кој што е присутен пред сите форми за маскиле синголаре ви е определениот член за машки род еднина il, односно артиколо детерминативо il, а за формите на феминиле синголаре тоа ви е артиколо детерминативо la. За формите за множина, определениот член кој што ќе ја придружува придавката, присвоената придавка, за маскиле плурале тоа ви е артиколо детерминативо и, формата за множина, машки род и за феминиле плурале тоа е единствената форма за женски род множина кај артиколо детерминативо, односно определениот член ле. Гледате дека секоја од овие присвојни придавки пред себе треба да има определен член. Ќе кажеме при крајот на предавањето кои се исклучоците кога не треба да го ставате овој определен член. Како би звучеле во превод овие посесиви? Еве конкретно за машки род еднина. Тоа би било мојот, твојот, неговиот, нејзиниот или вашиот доколку персирате на некого, нашиот, вашиот, нивниот. За женски род мојата, твојата, неговата, нејзината или вашата доколку персирате и на крај нашата, вашата и нивната. За машки род множина формата моите, твоите, неговите, нејзините или повторно вашите за учтиво обраќање и за множина нашите, вашите, нивните. За женски род исто моите, твоите, неговите, нејзините, нашите, вашите, нивните. Сега. Како да знаеме која форма на посесиво треба да се употреби и како да ги усогласиме во лице, во род и во број? Објаснувањето е многу едноставно. Вели, секогаш во лице ќе се усогласува спрема оној кој што поседува. Значи, оној кој што
на кого што определеното лице или предмет на некој начин му припаѓа. Така да, а воротиво број ќе се усогласи со предметот или лицето што се поседува. Односно, што сакам да кажам со ова? Јас сум во женски род еднина и имам чанта. Чантата е женски род еднина, јас сум женски род еднина, ќе се изразам ла мија борса. Јас имам книга. Јас сум во женски род еднина, меѓутоа книгата е во машки род еднина. Ќе биде il mio libro. Значи фактот што јас сум во еднина и јас сум во прво лице ни кажува дека треба да го употребиме да ја употребиме формата il mio libro, односно ла мија борса. Кога јас би поседувала повеќе либри, повеќе книги, би кажала и miei libri. Доколку би поседувала повеќе чанти, би кажала le mie borse. Тоа е доколку оној кој што зборува е во прво лице. Кога му се обраќаме на некого во второ лице, ќе биде il tuo libro, твојата книга, la tua borsa, твојата чанта. И твои либри, твоите книги, le tue borse, твоите чанти. Доколку зборуваме за некого во трето лице, би било il suo libro, неговата книга или нејзината книга, и la sua borsa, неговата чанта или нејзината чанта. Така да, од тука е и заклучокот дека во лице, дали ќе искористиме прво, второ или трето лице, го усогласуваме спрема нас, што поседуваме, а родот и бројот го усогласуваме спрема предметот што се поседува. Односно, дали поседуваниот предмет или лице за кој што зборуваме е во машки или во женски род. Сега, еднаш веќе напомнав за употребата на членот. Употребата на членот не е многу важна кога станува збор за посесиви, заради тоа што и покрај тоа што членот постојано е присутен пред присвојната придавка, истиот не секогаш треба да се употребува. Тој секогаш ја придружува присвојната придавка, освен во ситуации кога станува збор за придавки кои означуваат роднински врски. Fratello, sorella, padre, madre, nonno, nonna, zio, zia. Значи сите придавки што означуваат роднински врски во машки и во женски род. Така да, кога имате именка што означува роднинска врска, не треба да користите член, доколку таа именка е во еднина. Така да треба да кажете mia sorella, а не la mia sorella. Ова правило не важи кога именката што означува роднинска врска е во множина. Така да тогаш нема да биде mie sorelle, туку пак ќе си биде le mie sorelle. Се надевам дека убаво ме разбравте дека членот не треба да се користи само во случај кога именката пред која што ќе стои присвојната придавка е именка која што означува роднинска врска во еднина. Накратко, тоа би било за определениот, за посесиви. Нешто што многу се користи, значи нешто без кое што не може да се замисли една говорна ситуација. Се надевам дека ви се разјаснија посесиви, се гледаме во некое наредно предавање. До гледање!